Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција поднело жалба за кукниот притвор на сопственикот на Пуцко Петрол Асмир Јаховски. По бурата реакции и сомнежи за влијание од обвинителството денеска соопштија дека поднесена е жалба и барање од кривичниот совет да ги приспита причините поради кои е одреден куќен, а не затворски притвор. Незадоволно од ваквата одлука, основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во законски утврдениот рок до Кривичниот суд при Основниот кривичен суд Скопје поднесе жалба поради суштествена повреда на одредбите од кривичната постапка и побара Кривичниот совет да ги преиспита фактите содржани во жалбата, како и решавачките факти врз основа на кои е донесено образложеното решение. Според решението на Кривичен судот одлучил да му одреди домашен наместо затворски притвор на Јаховски затоа што бил татко на малолетни деца и имал фирма со повеќе вработени и нарушена здравствена состојба. Јаховски, за разлика од другите осомничени за тендерите за мазут, заврши во домашен притвор, а судот и обвинителството си ја префрлаа топката за тоа кој побарал промена на мерката. Нафтената компанија Пуцко Петрол, чиј сопственик е Асмир Јаховски, е меѓу компаниите кои најмногу добивале државни тендери во изминативе години. Власта и опозицијата денеска со меѓусебни обвинувања за тоа во чиј мандат добивала повеќе тендери. Јавноста знае дека тоа е бизнис кој што е изроден во времето кога ВМРО ДПМН и ДУИ беа коалиција и еве само во последните 9 месеци, СДСМ веќе и соопшти, општините и институции кои што се раководени од ДПМН имаат склучено ова се тие документи 170 договори токму со Пуцко Петрол. И за тоа одговор треба да даде ДПМН. За дел од набавките, според информациите во јавноста, немало ниту јавен повик, а владата предводена од СДС, кога премиер е Зоран Заев, а Венко Филипче, министер за здравство, внимавајте, во една од набавките во декември 2021 година, директно го помогнала купувањето на канцероген мазот со 15 милиони евра буџетски пари. Обвинителството за гонење на организиран криминал поднесе кривична пријава против 13 лица и една компанија од Скопје, поврзани со перење пари и злоупотреба на службена положба. Осомничените, меѓу кои има и сопственици на нафтени компании и поранешен директор не само се товарат дека набавувале гориво со сомнителен квалитет и го оштетиле државниот буџет за над 167 милиони евра.